Штипските пензионери се со намера да иницираат промени во Законот за работни односи, за тие што сакаат да можат да работат и во пензионерските денови, бидејќи такви кандидати има напретек. Би работил. Да, од тоа што го знам. 2 сата може, повише не. Ако има работа, ќе работиме, зашо да не? Кога би се створила законска регулатива, да нема посебни сопирачки, би работеле. Оваа волја за уште некој месец или година дополнителна и работа по избор би била од голема полза за сите. Колку толку би се ублажил недостатокот од работна рака, а пензионерите би имале дополнителен приход. Што за оваа иницијатива мислат од Штипскиот сојуз на пензионери, но и луѓето од политиката? Ние како здружение можеме да покренеме иницијатива, меѓутоа нашата иницијатива може да оди само до Сојузот на здруженија на пензионери во Скопје, кои со адекватен допис можат да барат измени во законот во Министерството за труд и социјала, каде што можат пензионерите активно да се вклучуваат и да остваруваат дополнителен приход од одредена дејност. Освен во јавните предпријатија и државните установи, за другите да немаат никакво ограничување, затоа што пензијата е економска категорија, не е социјална категорија. Ова начелно го подржуваат и штипските локални власти. Јас верувам дека оваа влада, досега гледајќи како работи и како функционира, носи одлуки кои што се во интерес на граѓаните, така што не гледам зошто не би било ова барање разгледано со внимание и доколку има такви можности, потреби и барања да се најде заедничко решение. Доколку овој закон, по примерот на Хрватска и Словенија, но и останатите земји од Европската Унија, би профункционирал и кај нас, тоа наједноставно значи дека активните пензионери би имале право на 20 часа работа во неделата. При тоа, кон државата немаат никакви даночни обврски, исто како и работодавачите кои ќе ги ангажираат нив. Во Словенија процентот на ангажирани пензионери е речиси 20, а во Хрватска над 10%, со тенденција на раст. Може ли тоа да се случи и кај нас, зависи од пензионерите, но и од политичарите.